втора година, односно трета година го бараме просторот и отварање на сувенирница на нашиот град со автентични производи од нашата култура и традиција, без обврска кои се занајчиите и колку придонесуваат за занајицата, и успеавме со нашиот градоначалник господин Максим Димитриевски да го реализираме тоа. Мислам дека секоја наше барање кон локалната самоуправа влијаеше и во националните институции, затоа јас гордо стојам пред вас и ова наш пример, како што беа субвенционирањето на старите занаети, исто така ќе го прикажеме во национално ниво и ќе отвараме во секој град со регионалните занаетчиски комори вакви сувенирници. На нас не е потребно да ја чуваме културата, традицијата, зашто старите занаети нешто што покажуваат одредена култура и традиција, но и ни го чуваат и идентитетот наш, и затоа ние сме горди денеска во Куманово што еве отвараме сувенирница. Нема да престанеме тука, ние ќе бараме уште поволности од локална самоуправа. Верувам дека градоначалникот секогаш ни излегува во пресрет и пак ќе ни излезе во пресрет за секое наше барање. Општина Куманово ги поддржувала и ќе продолжи да ги поддржува занаетчиите. Во оваа прилика сакам да истакнам голема благодарност на регионалната занаетчиска комора, сите занаетчи во општина Куманово, во североисточниот плански регион, на Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија во градот. Како што знаете, дававме финансиска помош и ќе продолжиме да ја даваме, можеби таа е символична, но многу значи. Со ова денеска отварањето на првата сувенирница во градот ќе се заштити и традицијата и културата, но и граѓаните на општина Куманово и сите гости во Куманово ќе имаат каде да купат автентичен производ и сувенир во нашиот град, и со тоа и нашата култура и традиција да се шири пошироко од овие простори. Дефинитивно, ние како локална самоуправа планираме да отвориме и дискусија во рамки на ЗЕЛС, каде што би поразговарале во делот на измени на законските нормативи во државата, каде би можеле да дадеме поголемо значење на занаетчиите генерално во нашата држава, бидејќи сметаме дека тие се основната нишка и развој на стопанството во државата. Современата индустриализација води во друга насока, но сепак без занаетчиството не би постојала истата. И уште еднаш посакувам среќа и успех токму на оваа локација, занаетчиски дом Куманово, значи регионалната занаетчиска комора, нашите занаетчи во Куманово ќе добијат една нова сувенирница таму кај што им е место, бидејќи овој објект кај што сме ние денеска, иако е собственост на општина Куманово, е изграден по иницијатива и со финансиска поддршка на занаетчиите за нашата општина. Вака, прво да нагласам дека дојдов на оваа прекрасна иницијатива на отворањето на сувенирница на производи од стари занаети тука во Куманово. Куманово по покана на градоначалникот и занаетчиската комора регионална, со кој имаме одлична соработка и насекаде ги посетуваме во овој период неколку месеци занаетчиските комори низ Македонија. И ова е еден одличен пример да и другите градови, по примерот на Куманово, постапат со отворање на вистина на едни вакви сувенирници кои многу ќе значат не само за промоција на традицијата на старите занаети, поддршка на овие бизниси кои што многу значат за градовите и општините, меѓутоа и за развој на туризмот. Исто така да напоменам дека ние имаме одлична соработка и поддршка преку активните програми, каде што голем број на занаетчи од Македонија конкурираат. Ова година имавме издвоено 6,5 милиони денари за помош на занаетите и занаетчите во Македонија, меѓутоа исто така и поддршка од 130.000 евра на занаетчиските комори, на разните фондации, невладини организации, се она што е поврзано со промоцијата и развојот на занаетите, на малите, на средни предпријатија и така натаму. Оваа поддршка ќе продолжи понатаму. Знаеме дека имаме доста дефицитарни кадри
во соработка не само Министерството за економија, туку и Министерството за образование да продуцираме и едуцираме што повеќе од овие дефицитарни кадри, за да можеме не само да обстојат занаетите, туку и тие се еден од битните фактори, овие дефицитарни кадри, во развојот на економијата на Македонија.